Иако новогодишната атмосфера одамна помина и веќе дојде март, новогодишните украси се уште стојат на плоштадот и на градските улици, а на градот Скопје не му текнува да ги отстрани, па сега се мета на несовесни граѓани. Новогодишните куќерки кои градоначалничката ги постави на плоштадот Македонија се уште се на истото место, иако поминаа повеќе од 2 месеци од новата година. Истите се искршени и затрупани со ѓубре, а надлежните немаат табер да ги тргнат. Подзаборавија на обврската дека како што ги накитија парковите и другите јавни површини, така треба да си ги соберат новогодишните украси. Скопјани реагираат и прашуваат колку време е потребно на градоначалничката да ги тргне новогодишните украси. Центарот да се срети срамата од нова година останаја бараки шоли се. Погледајте. Тогаш немаа намена некоја. И скршени и катанците и се. Али тоа е. Ма не само што не е раскитен, него и овие што е куќаркиве, за што служат. Поготово овој дел на плоштадот кај што секојдневно има туристи. Па уопште не сум. Еве. Куќарки од кога? Стоја што не ги трга. Стојат некако нарешно да се прави. Воопшто не сум задоволна, ништо не. Од све што обеќаше, све што во кампањата кажуваше, ништо не оствари. Ние дома сите си ги раскитивме елките. Многу одамна и ги спакувавме за другата година. Ако е за новогодишни празници китење сега, за март треба ново китење, за лето друго. Се уште стојат и украсите на булеварите и улиците во центарот на градот. Се случува да излезе еден камион и да ги откитува, но работниците брзо потоа се заминуваат, а другиот дел од градот останува недопрен. Иако се обидовме да добиеме објаснување зошто плоштадот и градските улици се уште не се раскитени, иако е веќе месец март, од градот Скопје се уште не удостоија со одговор. Познато е дека градот потроши 30.000 евра за накитување на скопската метропола. За сега не успеавме да добиеме одговор која компанија беше ангажирана за украсувањето и дали истата е задолжена за нејзино целосно раскитување и кога тоа ќе се случи.